Животот со мултипла склероза носи голем број на предизвици. Остварувањето на правата од здравствена заштита, остварување на социјалните права, права од работни односи, остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување и заштита се причината за изборот на темата на овој подкаст. Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во подкастот на Националното здружение за мултиплекс склероза на Македонија. Јас сум Ивона Зотевска, лице со МС, но денес како водител. Имам одличен соговорник Васил Чојлиев, адвокат. Те му представили се. Здраво, јас сум адвокат Васил Чојлиев, денес како соработник на Националното здружение за МС. Драго ми е што ќе можеме да позборуваме за некои интересни теми за лицата со МС и ќе бидеме од корист, се надевам. Така, претходно кога се припремавме, разговаравме за асистентите кои што се од Црвен крст или за нега во домот. Спомнавме дека има и предности и мани. Кои се предностите, кои се маните? Апсолутно. Оваа услуга, тоест сет на услуги за подршка на лицата со попреченост во вид на персонална асистенција, лична асистенција и помош и нега во домот, се релативно нови услуги кај нас во зародиш, во подем. Нормално дека иницијално замислата е одлична, односно да се зголеми потенцијалот на лицата со попреченост за нивно самостојно функционирање. Значи идејата е асистентот да биде таа секојдневна подршка на лицето било каде да се движи тоа, дали ќе биде на работното место, доколку е вработено лицето, дали ќе биде во системот на образование, дали ќе биде помош во самиот дом. Сите тие услуги, значи се така димензионирани да му пружат подршка на лицето. Меѓутоа, бидејќи нели како и секој нов проект, да речем, нова услуга, во реалноста се институциите и самите лица од комуникацијата со нив дознаваме дека се соочуваат со специфични предизвици во смисла да и самите асистенти кои што влегле во процесот, неспорно дека кај нив постои оној првичен ентузијазам и посветеност на обврската, така. Меѓутоа, да, и едукација, бидејќи тие поминале определен сет на обуки за да се стекнат со сертификати, тоа е лиценци за вршење на овие услуги, дали на асистенти или на негователи, зависно од условијата која што е потребна. Меѓутоа, проблемите, тоест предизвиците, се главно во делот на тоа што самите тие ги немаат оние специфични компетенции за помош на самото лице со попреченост, бидејќи не секој тип на попреченост е ист. И за жал, некои типови на попреченост со тек на време еволуираат некогаш и во непосакувана насока. И она што асистентот ќе го види во пракса, значи во секојдневната комуникација, често пати знае да биде предизвик за него, да се преиспитува дали тој е за таа ситуација, тоест за таа обврска, дали може да одговори адекватно на самата работа. Затоа во оваа прилика би сакал да апелирам за оние кои што ги спроведуваат тие обуки на асистенти и на негователи, да обрнат внимание малце на делот на дали самото лице остава впечаток на посветен работник, односно дали навистина сака да се вклучи во системот на давател на социјални услуги, непосреден давател на социјални услуги. И доколку забележат некои флуктуации што во некоја рака и нормално да се јават. Меѓутоа, мора да се работи на постојана едукација на сите тие кои што се вклучени во самиот процес на давање на тие добри услуги и особено е важно во наши услови да се зголеми нивото на контрола на квалитетот на дадените услуги. Бидејќи живееме во специфично општество со специфични навики, каде што секогаш треба да бидеме спремни на она непосакувана страна на практикување на овие типови на услуги. Така, за жал. За жал. Вака сега, зборувавме за работните односи. Колку е важно лицата со МС да се вработат и на кој начин системот ги вклучува во работен процес? Вработувањето за лицата со попреченост без разлика на типот на попреченост е особено важно, бидејќи
Ако сакаме едно лице да биде вистински полезно за средината во која што живее, тоа мора да се реализира меѓу другите облици и во делот на работно активно лице, односно да почувствува дека е на вистина корисно за себе си и за заедницата. А сите лица, без разлика на степенот на попреченост, доколку постојат услови за нивна активација, тоест вклучување, може да бидат вклучени на пазарот на трудот. Во таа насока би сакал да спомнам и нешто, да се навратам и на делот на дискриминација и на делот на конвенцијата. Значи, конвенцијата сама по себе препознава и дека самата непристапност на објекти, самата непристапност на добра и услуги е тип на дискриминација, без да има потреба посебно да навлегуваме и да докажуваме дека зошто и како не е овозможена пристапноста или не е дизајниран производот на начин на кој што е дизајниран. Идејата е дека самата непристапност на било што само по себе е форма на дискриминација, бидејќи ви од старт сте оневозможени да ги практикувате своите права во својата основа. Значи, ако немате основни предуслови, како можете да остварите било кое, дали право на здравствена заштита, дали право на социјална заштита или образование, во крајна линија. Не можете да излезете од дома ако немате пристапна зграда, пристапно училиште. Во еден дел од републиката имаше буквално лице кое што требаше да почне со процес на средно образование и беше принудено да се запише вонредно, само за да може да биде вклучено во системот на образование, а од друга страна алудираме на задолжителност на средното образование, кое што со закон е пропишано како такво. Чива е вината за ова? Тоа е заради недоволен пристап, значи не е овозможени услови. Основен пристап. Така, услови. На страна што самото училиште во тој случај имаше кабинетска настава, бидејќи беше техничко училиште, таму кабинетската настава беше лоцирана на спратови, знаете, тоа е ситуација во која што практично лицето е буквално жртва и оневозможено од старт. Така, предпоставам и во високото образование се Апсолутно. Неретко токму на сервисот за подршка, на правна подршка, имавме прашања каде што лицата го посочува овој проблем и секогаш апелираме тоа да биде значи соработката со институциите да биде некоја комбинација од меки мерки, тоест барање во, да речеме, пристојна форма за остварување на правото, лобирање, да речеме, на некој начин, бараме алтернативни патишта, меѓутоа за мене како правник секогаш е подобар онај системски начин на решавање, бидејќи кога зависите од донации, сепак работата е малце по неизвестна, а лицето со попреченост бара известност и секој впрочем бара известност, не само лицето со попреченост. Това се основни фундаментални права, нивното прекрашување е сериозен проблем.